Граѓанските организации користат најразлични методи и активности за да го свртат вниманието на јавноста кон проблемите кои ги адресираат. Според вообичаената теорија, што поуспешно е запознавањето на јавноста со некоја тема, поуспешно ќе биде и застапувањето пред институциите околу неа, а со тоа и решавањето на конкретен проблем. Оттаму герила акциите, наречени така според нивниот еквивалент во маркетингот, се атрактивни за граѓанските организации, затоа што поради начинот на кој се изведуваат и споделуваат, тие предизвикуваат посебно внимание во јавноста. Во Македонија, најпознатите граѓанско-уметнички акции ги спроведе Центарот за современи уметности, организација која постои повеќе од 20 години. Центар за современи уметности е основан уште 95 година, 96-та, како дел од мрежа на Центри за современи уметности на Сорос, Њујорк. И тоа трае до 98 година, 99-та, Центарот за современи уметности е самостален ентитет, односно независна културна установа. Ние 25 години се трудиме да ги пополнуваме празнините, битните празнини во македонското општество во делот на култура. Скоро 10 години се бавиме и со поврзувањето на културата и граѓанскиот активизам со некаква цел да се подобра состојбите во општеството, односно да се зголемува свесноста на граѓаните и да се активираат самите граѓани без разлика дали во полето на културата или во полето на разни општествени сфери. Центарот за современи уметности во изминатите години направи десетици герила акции низ државата со широко поле на интерес, од локални проблеми до крупни национални теми. Сметавме дека е многу битно да пронајдеме начин да креативноста на која што ја нуди уметноста ја комбинираме со не само со граѓанскиот активизам, туку и да отворено говориме за проблемите на општеството, меѓутоа низ еден креативен начин да дојдеме до што е можно поголем број на граѓани. Најпрва таква акција беше роден ден, прослава на роден ден, една дупка на патот кај Кратово, која што година и пол-две воопшто никој од надлежните не ја поправаше. Тоа беше дупка од клизиште, која што беше длабока 1 метар, беше процеп во должина од некои 20 метра, значи со некакви тарабички ограден, комотно да тркало од автобус може да падне во таа дупка и све да отиде без трага да изгине. Ја направивме таа прослава роденденска таква, фенси со торта, со свекички, мислам тоа не кошташе нешто посебно пари. И видовме дека тој начин функционира. Прво тоа беше топ нјуз на вестите тој ден, а од друга страна видовме дека за 24 сата се појавија тама некакви работници од Македонија, патот не знам што, и дека за 2 дена тоа све беше решено и после размислувавме се повеќе, односно и луѓето, нашите соработници од сите краишта на Македонија, луѓето со разни проблеми, почнаа да не прашуваат за идеи за евентуални решенија. Може би највпечатливата герила акција на Центарот за современи уметности беше поставувањето на ајкули во реката Вардар, како критика на проектот Скопје 2014 и преуредувањето на центарот на главниот град. Ние сме практично највидливи во јавноста со гаѓањето на големите проблеми. Дали се тоа ајкулите за Скопје 2014, дали е тоа Великденското гнездо, дали се очите на дрвата. Знаеме дека после 50 медиумски објави, дека таа вест отприлике тука покушаваме да мериме допрела до 70-80 илјади луѓе, дека тие луѓе барем знаат за таа приказна и знаат што и како се случува и дека е форма на јавен притисок. Мислам и носителите на луѓе се многу добро свесни за тоа. Младите можат е уште една граѓанска организација која одлучи да ги искористи овие герила акции во своите активности. Младите можат е невладина организација која што е основана во 2009 година од млади луѓе кои што се собрале и решиле на еден начин да креираат простор за младите кој што ќе биде од млади за млади. И генерална младинска организација која што се занимава со младински активизам, креирање на младински политики, влијание во општествените процеси, неформално образование, волонтирање со крајна цел да се подобри општеството и да се подобри заедницата во која што младите живеат. Младите можат во 2016 година направија невообичаена акција, дел од проектот наречен Младински лидерски иницијативи. Фокусот бил на младите лица со сензорна попреченост, кои според анализите на организацијата во нашето општество се премногу одвоени од нивните врсници кои немаат таква попреченост. Најпрво направивме истражување да видиме младите колку во својата околина имаат лица со сензорна попреченост. После тоа, кога гледавме ајде да видиме како да го решиме самиот проблем, односно како да ги доближиме овие две групи, сакавме да им покажеме на младите дека
иако овие лица имаат цензорна попреченост, сепак ги прават истите работи кои што ги правиме и ние, па така дојде активноста, односно на кафе зад превезот, која што беше едно обично кафе во обичен кафич, каде што младите кои што немаат цензорна попреченост имаат превес на своите очи и нема да гледаат што се случува. И на самото место беа помешани млади кои што немаат цензорна попреченост и млади кои што имаат цензорна попреченост и ни едните ни другите не знаат со кого седат на маса. Ако може малце да се слушнеме. Сега ќе ве замолам сите да ги извадите вашите марами. Погледнете околу вас. Ова се луѓето со кои го поминав. И беше интересно бидејќи на почетокот сите беа некако дистанцирани, не комуницираа многу меѓу себе, меѓутоа како што течеше настанот се повеќе и повеќе се зближуваа луѓето и отвараа некои теми кои што ги дискутираа што најблиските. И кога го симнаа превезот и кога видоа всушност дека на самата маса има и лица со цензорна попреченост, беше интересно бидејќи имаше стварно многу добри впечатоци каде што младите кои што немаат цензорна попреченост велеа ми ги отворивте очите и видовме дека навистина сме исти. Граѓанските активисти се задоволни од одзивот на герила акциите во традиционалните медиуми, но и на социјалните мрежи, кои се важни за промоција на нивната работа. Социјалните мрежи бараат нешто фасцинантно. Значи нешто ванстандардно. Значи не е вест ако не е интересна. Не е тоа некаква ексклузивност, него баш е тоа креативност. Правиме нешто интересно. Практично наш некаков индикатор за успешноста на акциите на сите тие работи се социјалните мрежи, како тоа се прифаќа, колку луѓе реагираат на тоа. И мислам дека одлично ги прифати јавноста овие акции. Навистина верувам во овие проекти затоа што со самото тоа кога ќе му покажеш на некој млад човек или на некоја институција дека овие млади навистина можат да направат нешто, верувам дека кога ќе им ја покренеш свеста, верувам и дека на институционално ниво ќе може да се подобрат работите.